Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Во оваа епизода ќе зборувам на една тема која што многу често ја гледам и е присутна и во индивидуалните работи, и во групните работи, и во мојата околина. Меѓутоа, е нешто кое што сметам дека е доста значајно да се отвори како тема. И додека можеби многу луѓе зборуваат од некои други аспекти, јас денес сакам да се насочам повеќе на психолошкиот аспект, односно оние работи кои што можеби и малку ги зборуваме така директно, затоа што на некој начин боцкаат, пецкаат, сечат, знаат да бодат и да болат. И мене во глава секогаш ми стои една реченица од мојата професорка по психотерапија која што имаше навика да каже кој ќе седне на жешкото столче, односно столчето кое што пече, гори и боли. И во суштина баш така некој од тоа место и ја снимам оваа епизода. Ќе се служам со еден пример од една клиентка многу одамна, нема да споделувам секако ништо интимно, меѓутоа чисто процесно. За да биде можеби по сликовито ќе ја дадам име, еве нека биде Ивана. Ивана беше млада жена која што имаше едно дете, мажена, имаше многу стабилна работа, високи примања, семејството ѝ беше функционално, во добри односи со родителите на сопругот, супер круг на пријатели, баш она некако, ајде да кажам, едно дете, реализирана на повеќето полиња. Меѓутоа, првично, она кое што ѝ беше значајно и кое што беше многу тешко е некако да се чувствува посвоја, похрабра, посамоуверена, да чувствува некое задоволство од животот кое што на некој начин како да недостасуваше. И многу често знаеше да ми рече: добро, имам се, исполнив се, дури порано, ајде така да кажам, од врсниците, а сепак не се чувствувам како ништо од ова кое што го имам остварено да е мое, како ништо од ова да е нешто кое што ме исполнува и кое што е добро. Сега, самата работа, односно процесот на работа течеше така што она не знам што ми е и се е во ред, ама ништо не ми е во ред и така натаму. Еднаш доста се промени во еден момент кога ја прашав: добро Ивана, каде си ти во сето ова? Значи, каде си ти во твојата работа, каде си ти во семејството, каде си ти со партнерот, каде си ти со детето како мајка? И мислам дека она кое што таа го виде е дека секогаш некој друг ќе беше причината за нејзиното незадоволство или за нејзиниот живот. Шефот ми е многу тежок на работа, колегата не работи, па јас ја завршувам неговата работа, партнерот никогаш не ме разбира, пријателите знаат да ми бидат токсични, да ме поддржуваат, односно да не ме поддржуваат. И она кое што е баш она интересно, меѓутоа дефинитивно има смисла, е тоа дека таа не се измислува, ниту пак претерува, мислам, тоа е реалноста. Но ништо не може да се смени ако ние останеме на тоа дека другите нешто ни се криви. И моментот кога најмногу Ивана се промени е моментот кога почна да се бара себе си во таа приказна, односно да види каде е нејзината одговорност. Мислам дека најтешкото прашање кое што можеш да му го донесеш на човек е да го поттикнеш да ја преземе одговорноста, затоа што во тој момент стои на место каде што од она другите нешто ми направиле и затоа ми е тешко, што е факт и е неоспорно, и понекогаш навистина сме нели жртви на одредени ситуации. Меѓутоа, кога ќе го се погледне својата одговорност во процесот и тоа да биде баш она делот на добро, јас не поставив граница, јас не кажувам што ми треба, јас сум таа која што го толерирало во однесување, јас сум таа која што станала со тој, да речеме, партнер или во таа работна средина или на таква позиција во семејството, јас сум таа која што не го сменила пријателството и така натаму. Тоа знае да е многу тешко и многумина знаат некако сега во помодерно, да речам, време да го донесат како преземање на радикална одговорност, но во суштина и ова не е баш така радикална одговорност, колку што јас би рекла да прифатиме дека животот можеме да се го бираме кога сме возрастни личности. Сега, сакам да донесам еден друг дел, а тоа е односно целиот овој процес
како се менува, не е нешто кое што е како викаат плукни залепи, затоа што е тешко. Тешко е да може да видиме каде е нашата одговорност, тешко е да може да видиме како да го направиме тоа, особено доколку сме во средина каде што другите на некој начин сме ги навикнале на нашето однесување, но со текот на времето може работите да се гледаат појасно, па она буквално Ивана со текот на времето како клиент почна да гледа нешто друго. Односно не почнавме веднаш во менување на образците на однесување, туку дај да видиме каква е нели незината историја. И се навлага назад, се гледаат шаблоните, како растела, што правела, каде се гледа тоа непревземање на одговорност која што го имала и уште како мала. Да речеме Ивана свати дека доста била подводлива во друштвото, дека каде и да ја кажале другарките да оди, таа ќе одела, дека каде и да ја кажал или што и да ја донесел партнерот, таа ќе прифатела, само некако за да не го разочара, не ги разочара. Од друга страна останувала доста во односи, од некои односи, особено во младоста, односно во адолесценцијата, кои што и биле и токсични, не ги сакала и била свесна во моментот дека не ги сака, меѓутоа останувала само за да не биде сама, само за да биде добра, прифаќала и баш некако дури прифаќала и многу повеќе работа и од колегите и од шефот, затоа што сакала да биде добар работник, сакала да биде наградена и така натаму. И секако ова не се увиди кој што во еден ден таа ги доби, туку полека почна некако се што и се случуваше во животот да добива смисла. Сега, доколку таа не го увидеше ова, немаше да може да преземе баш таква радикална одговорност, која што е доста наместена, каде што ќе може да знае точно во кој момент како да реагира, нели кога да е погруба, кога да е пофлексибилна. И во моментот кога ги виде овие образци, кога виде таа која е, кои се оние работи кои што се случувале, целиот живот почна да ја добива смисла. Веќе беше свесна која е незината одговорност во тоа, односно како таа е одговорна за тоа што ја избрала таа работа, како е таа одговорна што никогаш не ги пренесува своите потреби на партнерот, па дури не сама на себе, како таа е одговорна што во семејството, да речеме, е таа што е добра, што е златно дете, што прави се, што е совршена и така натаму. И она што може би клучно го свати е дека таа е таа која што не е присутна во своите избори. Сега, многу ни е полесно некој друг да ни е крив. Многу ни е полесно нешто да ни се случува поради нешто таму. Многу ни е полесно да кажеме па добро животот е таков, отколку да седнеме и да се кажеме ова што го живеам има дел од мене во него. И мене ова ми е многу јасно и ова во психологијата ние го нарекуваме надворешен локус на контрола, кога веруваме дека животот не зависи од друг или од надворешни фактори, додека доста голем број на истражувања токму оваа тема всушност ја истражуваат. И оно што е важно и значено е нели како да се врати контролата кон себе, како да си има поголема стабилност, самодоверба и способност за промена, но оно што е можеби тешкото тука е дека ова не е одлука, не е само одлука јас од денес станувам одговорна за мојот живот, затоа што е процес. И затоа некако некои површни, да кажам, и работилници, и слушање, па и слушање вклучително на овој подкаст, не може да направи голема промена, затоа што ова е процес. Значи не е, пак ќе кажам, одлука од денес јас правам вака и вака, затоа што постои еден многу подлабок дел од нас кој што не може ова да го види. Прво не може да ги види сите работи веднаш, а второ не може да го види наеднаш. Односно не може да го види во одреден момент. Сега, зошто всушност психологијата, односно повеќето психотерапевти зборуваат токму за она клучниот дел зошто не можеме нели да го видиме ова? Затоа што ако видиш, ќе мора да преземеш одговорност, а тоа значи дека ќе треба да поставиш граници, да разочараш некако, да останеш сама, да излезеш од познатото, да се носиш со тешкотија, да ти биде тешко, да бидеш во наводници лошата или кривата и така натаму. И она што се случува во нашата психа за да не се преплавиме, за да не се раскинеме на сите страни, за да не се распаднеме од една страна, е тоа дека несвесниот дел од нас ќе направи се за да не заштити од тоа. Дури и ако тоа значи да останеш во истото нешто кое што во суштина од друга страна те распаѓа. Сега, ова не е лесно. Ова е процес кој што трае и затоа тука она кое што со Ивана го правевме во суштина е почна да го следи несвесното што повеќе. Може би ја знаете она Санта Мраз, доста позната слика е од Фројд, од типот на свесното горе што го гледаш, а на свесното долу под океанот, нели колку е голема таа Санта Мраз, и тоа е многу убава
метафора, односно слика која што може точно да покаже, нели ние гледаме еден дел надвор или јас знам да кажам ја гледаме крошната и работиме на крошната, а не работиме на корењата, кои што во суштина многу често се многу подлабоко и токму тие се причината зошто некои работи ни се многу тешки да ги видиме. Сега, најчесто се работи за да се увиди несвесното, низ прво низ нели една ретроспектива, низ размислување, низ барање шаблони и образци, но нешто кое што доста често знае да биде голем како да кажам, да биде од голема поддршка е кога почнуваме да работиме на соништата. Затоа што ако во будна состојба ние не можеме да ги видиме овие работи, но соништата секогаш ни носат интересни факти, односно наши проекции. Во гешталт психотерапијата многу се работи со соништа и во суштина секој аспект во нашите сонови е наша, ајде да кажам, лична проекција. Секој човек, без разлика дали сонуваш некој кој што веќе го познаваш, родител, партнер, себе или некој друг, значи проекција е наша лична и тоа нешто значи многу за нас. Најчесто тоа што соништата ни го носат, особено доколку соништата ни се доста живи, вивидни, ги гледаме, ни носат доста големи емоции, набои и така натаму, тоа е многу голем знак дека во суштина тоа е она што несвесното ни го носи и ни го кажува. И мислам дека можеби и од тоа место најмногу сакав да го направам сон метод, веќе 2 години размислувам за тоа, но во последната група на асертивна која што имавме, некако спонтано една од учесничките донесе дека има доста кошмари од кога ја почна асертивно и сакаше да види што е тоа, односно дали некаде тоа е знак дека прави повеќе што треба, но она кое што мене ми беше значено е дека најверојатно конечно таа се чувствува дека има некаков простор, место, дека конечно има некој кој што може да ја држи во тој процес и да ја поддржува на патот да баш тие делови од несвесното конечно тогаш излезат. Но односно да не се плашиме нели од кошмари и од такви некои страшни соништа, туку напротив да си дадеме дозвола да ги сонуваме, но многу често ги потиснуваме кога немаме доволно добра околина за тоа да се смени. Сега, ви го давам овој пример затоа што прво сакам да знаете дека сон метод е достапен во продавницата на веб страната и може да се земе во било кое време. Тоа е длабока работа на несвесното, не е нешто кое што ќе го слушате и следниот ден веќе ќе знаете да ги анализирате соништата, туку е нешто кое што буквално ќе може чекор по чекор, значи дава чекор по чекор насоки како да се обработуваат соништата, но внатре во суштина се обработуваат многу длабоки теми, токму од несвесното, многу длабоки аспекти кои што ретко кој зборува за нив и искрено сметам дека е само за оние кои што се спремни, подготвени да почнат да пливаат баш она во длабокото и да бараат некои несвесни делови нив доколку се наоѓаат во еден таков дел, односно во таков период во нивниот живот. Не е за некој кој што е анксиозен, депресивен или некој кој што не е од терапевска природа и така натаму, туку баш е од едно место направен да доколку се наоѓаш во некаков период каде што особено ти се соништата па и премногу живи и вивидни, дефинитивно ќе ти даде насока која што во животот понатаму доживотно ќе ти служи да можеш самата да си ги анализираш соништата и да видиш што е некој што несвесното ти го пренесува низ сон символички, а само да најдеш начин што тоа точно значи за тебе. Затоа што дефинитивно соновниците не се нешто кое што е реалност и ако змија сонувам јас, змија сонуваш ти и змија сонува некоја друга личност, за трите ќе значи нешто различно, а нема да значи исто, бидејќи секој од нас е индивидуа сам за себе, има различна, дури има различен, нели, самата змија нешто различно ќе значи за таа друга личност. И мислам дека тоа е нешто кое што еве конкретно кај Ивана, кој што ја донесов како клиентка, најмногу и помогна да може да ја надмине оваа блокада, каде што и на некој начин ја поттикнав да гледа малку во несвесното, ја поттикнав да гледа малку во работите кои што природно ги има и дури ја поттикнав да не е толку многу рационална, логична, да не многу размислува само на наука, на истражување. Таа доста како клиент беше некој кој што сакаше буквално 2 плюс 1 плюс 1 еднакво на 2, 2 плюс 2 е 4, значи не дозволуваше да избега од рамките, да види дека не е секогаш баш така како што гледаме, туку постојат некои работи кои што е доста значено и важно да се надминат. И сега, реалноста, она што всушност овој пример
и ми е значајно да го донесам и можеби е клучно во денешната епизода е дека кога сме деца, кога си дете, кога си млад, кога немаш капацитет, значи немаш внатрешен капацитет, немаш ни достигната емоционална писменост за да можеш да се избориш, немаш избор. И навистина немаш тогаш можност да ти видиш каде си одговорна или не си одговорна, немаш тогаш капацитет да видиш ти дека не знам начинот на кој што родителите се однесувале со тебе, те сакале, не те сакале, правеле нешто, не правеле нешто, ти влијае на тоа. Немаш во тие моменти додека си толку млад, одговорност и не можеш да имаш, бидејќи станува збор за личност која што се уште не е добро изградена. Јас секогаш велам, нашата емоционална интелигенција се развива до 28-9 години. Кај некого може порано, но не пред 25 години. И затоа постојат некои клучни периоди во животот кога се менуваме и кога почнуваме да разбираме. Сега, кога веќе си возрасен и кога веќе имаш 25 плюс години, иако ова не значи дека и на 18, нели, нема да ја преземеш одговорноста, но особено кога веќе ја имаш таа зрелост и кога веќе ја имаш емоционалниот капацитет, веќе интелигенција ти достигнале некаков пик, тогаш имаш одговорност. Не за тоа што ти се случувало претходно, значи тоа не можеш да го влијаш, но за она што сега правиш со тоа. И кога Ивана ова го виде, и ова ми е многу интересно, затоа што кога таа ова го виде, прво почна да влегува во вина. Прво почна да се обвинува, па како била, па што била, па зашто тоа го правела, па почна да гледа негативни аспекти од себе, но оно што ми беше многу значајно е да ја повикам да ги погледне позитивните аспекти, односно убавите работи кои што ја држеле во процесот, убавите работи кои што и дошле благодарение на тоа, вклучително партнерот, добрите односи со семејството, добрата работа која што ја има избрано, ајде да кажам складниот живот, сигурноста која што има изградено, затоа што не значи дека се лошо било претходно кое што се случувало, но во овој момент во наводници мораше, нели сакаше и бираше да преземе одговорност да може да баш она некако да застане и да види дека иако е полесно да каже дека луѓето се лоши, дека светот е тежок, дека животот е неправеден и така натаму, дека постои една друга ренезина вистина и реалност, а тоа е додека таа, односно дека ти не се појавиш во својот живот, ништо не може да се промени. Никој не може да ти ја даде таа среќа што ја бараш, никој не може да ти го исполни, односно да ти го оствари сонот кој што го имаш. Тоа е нешто кое што самата мора да го направиш и да го преземаш, самата мора да видиш што е оно што сакаш ти да го правиш, во што уживаш, што е оно што те радува, на кој начин сакаш да го живееш животот, зашто животот е еден и ние немаме реприза на животот. Јас има една мисла која што многу ја сакам од тоа, ако си замислиш дека животот ти е како буквално како една книга, меѓутоа замисли дека како што ја читаш реченицата, така не можеш да се вратиш назад. Дали или на кој начин ќе ја читаш таа книга? Мене, барем таа реченица, иако можеби малку ја парафразирав, не сум сигурна како е, но во суштина тоа, ако исчезнуваат страниците, ако не можам да ја вратам назад страницата да препрочитам, со која присутност, со која одговорност, со која енергија јас ќе ја читам таа книга. И тоа е твојот живот. Не може, ние не ги враќаме назад страниците. И затоа е важна и моќта на сегашниот миг, и затоа е важно да бидеме што поприсутни, да бидеме што посвесни за овие работи, за да можеме да го искористиме во наводници нашиот максимум. Сега, она кое што би сакала тука да ти го дадам е една мала вежба, како скоро секоја епизода. Односно, нема да е толку една вежба, колку повеќе прашања за една рефлексија. Првото прашање е кои ситуации во мојот живот постојано се повторуваат, иако си велам или мислам дека овој пат или следниот пат ќе биде поинаку. Во кои односи во твојот живот се чувствуваш исцрпено, ама сепак имаш останато? Кои одлуки ги одложувам најдолго и што се плашам дека ќе се случи ако ги донесам? И сега ми е многу интересно тоа што во мојот живот изгледа како случајност, а всушност сега сваќам дека се повторува многу често. Ова е малку слично како првото прашање, ама ќе видиш на кое место ќе те однесе. Мене доста ова прашање ми има однесено на потполно друга насока, каде што многу полесно можев да видам колку образци всушност изгледаат како случајност, ама и како не се случајност.
Дали постои некоја слика, мисла, сон или чувство што ми се вратило повеќе пати, ама јас никогаш не сум застанала за да го разберам? Доколку моите реакции ми носат некаква порака, што се обидуваат да ми кажат, ама јас упорно не сакам да ги слушнам. Кога велам реакции, тоа може да бидат некои побурни реакции кои што се појавуваат некаде во некој однос или во некоја работа. Каде во мојот живот ми е полесно некој друг да ми е виновен, отколку да признам дека и јас учествувам во тоа. Кој дел од мене се плаши дека ако навистина нурнам подлабоко во себе, ќе морам да направам промена? И ова се некои прашања кои што, ете, на крај сакам да ти ги дадам, се надам дека ќе си ги напишеш во дневникот, ќе размислиш и ќе видиш, затоа што несвесното на најчудните, ајде така да речам, начини знае да се појавува и тоа многу често низ одредени реакции кои што во наводници не можеме да ги контролираме, ни слики, низ мисли, низ соништа, меѓутоа во суштина тие чудни нејасни моменти се најдиректниот пат до твојата внатрешна вистина, до она што ти се случува, до она што го сакаш, до оние процеси или моменти и периоди во кои што се наоѓаш и се надевам дека ќе ти донесат некако мост и дека и ти како Ивана ќе успееш да преземаш одговорност, меѓутоа со сета свесност повторно ќе нагласам дека тоа не е одлука дека преземаш, туку тоа е процес каде што полека почнуваш едно по едно согласно твојот капацитет, согласно твојот период во кој што се наоѓаш да се местиш и да полека некако навлезеш толку длабоко во себе, меѓутоа не за да се распаднеш па да се изградиш однова, туку да толку добро се познаваш себе си што веќе не може ништо и никој во наводници ништо и никој да сега нели не можеме да постигнеме совршенство, но да те измести. Да веќе дојдеш до едно место каде што ќе знаеш, аха, окей, ова ми се случува заради тоа и брзо да можеш да се враќаш назад. Не можеш да ги сопереш сите работи во животот што ќе ти се случуваат, но дефинитивно колку повеќе се познаваш себе си, колку повеќе си го познаваш дел од несвесното, бидејќи несвесното секогаш ќе постои, никогаш нема целосно да го видиме, но колку повеќе ги познаваш овие работи, толку полесно ќе се носиш и со тешки и непријатни ситуации во твојот живот и секако и со убавите работи, затоа што па многу често луѓето и во убавото не знаат да се носат, да уживаат, да се опуштат, да се изредуваат, да се пофалат, да бидат среќни, да бидат задоволни со себе. И не заборавај дека тоа што го игнорираш во себе никогаш не исчезнува, но станува живот кој што ти не си го препознаваш веќе како свој и нема да се плачеш, несвесното не е тоа што те саботира, туку напротив баш те води таму каде што не си имала храброст да погледнеш и додека не почнеш да го разбираш тоа што се случува во тебе, ќе мислиш дека животот е нешто што ти се случува однадвор и уште еднаш ќе кажам, немој да се плашиш затоа што не те боли тоа што ти се случува, туку тоа што долго време можеби и не си го слушаш, не си се слушала, не си видела некои работи и во оној момент кога ќе почнеш да се разбираш, ќе видиш како ништо до сега што се случило не било случајно, само што ти не си имала алатки, не си знаела како да го прочиташ. Од тука завршувам и пиши ми како и какви одговори добија од овие прашања.